Добар ден, почитувани представници на медиумите и пошироката јавност која што не следи. Денеска сме на локацијата на дивата депонија во Ново село, од каде што отпочнуваме со захвати за нејзино расчистување и конечно решавање на целиот проблем кој што го имавме во изминатите години. На овој простор од денеска започнуваат активности за нејзино санирање, од кога ќе се изврши санацијата со одлагање на отпадот од оваа локација во депонијата Дрисла во соработка со градот Скопје. Ќе пристапиме кон понатамошно уредување, зазеленување, формирање на паркови површини на овој дел од општината Ѓорче Петров. Со тоа се надевам дека ќе имаме голем принос во функционирањето пред се на местното население кое трпи последици при поширокиот дел на општината Ѓорче Петров, а воедно граѓаните ќе добијат и нова зона за рекреација и место каде што ќе можат да ги поминуваат слободните активности. Како што кажав, ова е активност која што спроведе општината Ѓорче Петров во соработка со градот Скопје и со новиот градоначелник госпоѓата Данела Арсовска, и понатаму планираме да бидеме координирани во нашите активности, се со цел на изнаогање на функционални и трајни и одржливи решенија. Отпадот ни представува голем проблем и во општината Ѓорче Петров и во другите општини, од она што го имам како сознание во соработка со моите колеги градоначалници од другите скопски општини, така да ние ќе мораме сите заедно да изградиме посебна стратегија за да дојдеме до конечно решавање на овој проблем. Надвор од темата едно прашање, дали општината е заглавена во долгови од претходниот градоначалник? Па за жал општинските долгови се многу големи. Она што со пресокот кој што го добив баш утрово до 31.10, негде по доспеани фактури долгот изнесува околу 139 милиони денари, ненаплатени парични поверувања, тоа е голема сума на пари, негде над 2 милиони евра. Дополнително имаме скоро исто толкова сума на пари по однос на склучени договори, меѓутоа тоа ќе зависи како ќе се реализира во понатамошниот дел од буџетската година. Искрено во делот со луѓето што го разговарам во делот на финансии, очекуваме ова што го кажав како ненаплатени долгови затекнати да стигне можеби повеќе од 180 милиони до крајот на годината, но тоа ќе можеме релевантно да кажеме кога ќе се направи пресекот за четвртиот квартал. Дополнително на тоа сме обременети со повеќе, односно со 4 кредити, дел од нив завршуваат наредната година, дел започнуваат последен период од 1 до 2 години, така да се за жал ситуацијата финансиска во општината Ѓорче Петров не ни е сјајна и ќе треба тука да се однесуваме многу подомакински, поодговорно, доколку сакаме да излеземе во пресред на реалните потреби кои што ги имаат граѓаните во Ѓорче Петров и да реализираме капитални проекти.